Почитувани гледачи, денес е среда 16 ноември, а вие го гледате најновото издание на регионалните вести. Православните христијани денес го слават пренесувањето на моштите на светиот великомачени Георги Ѓурѓиц. Со црковно-народен собир празникот се одбележа во црквата Свети Георги Победоносец во Мала Речица. Со црковно-народен собир денес во манастирскиот комплекс Свети Георги Победоносец во Мала Речица се одбележа празникот посветен на светиот великомачени Георги, кај народот попознат како Ѓурѓиц. По тој повод чинот на мал водосвет и режење на кумските колачи го изврши митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф во сослужение на повеќе свештенослужители на Тетовското архиерејско наместништво. Свет Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Дар Христе Боже наш, во слава и чест на светиот Ѓорѓи Победоносец, прими го во Твојот свет над небесен и мисловен Твој жртвеник. Во името на Отецот Амин, и Синот Амин, и Светиот Дух Амин. Еве, браќа и сестри, како и секоја година, така и оваа година, на празникот посветен на светиот Ѓорѓи Ѓурѓец, наречен во нашиот народ, сме тука во Мала Речица, во манастирот Свети Ѓорѓи, да го одбележиме овој ден. Благодарност до црковниот одбор, кој што секоја година не поканува да бидеме присутни овдека. Навистина ова место е место, можам слободно да кажам, гордо за нашата епархија, бидејќи како од Феликс воскресна се, и овој манастир, и овој прекрасен конак. Се надевам дека со Божја помош до година или последната ќе извршиме големото осветување во чест на 50 години од автокефалноста на нашата Македонска православна црква. Благодарност до црковниот одбор, благодарност до сите оние кои што помогнаа ова вака прекрасно и велелепно да изгледа. Господ да ги благослови. Сите оние кои го носат денешното име на денешниот славеник Свети Ѓорѓи, нека им честит именден или честита куќна слава, а Светиот Ѓорѓи нека се моли за нив и нека биде молитвен заштепник за нивните семејства. За многу години денот. Манастирскиот комплекс Свети Георги Победоносец во Мала Речица во овој момент е стожер кој ги обединува верниците од Тетовско, затоа што сите, а особено младите, преку иницијативниот црковен одбор, несебично вложуваат труд за негово целосно возобновување. Верниците го чувствуваат, ја чувствуваат светоста на ова место и секогаш доаѓаат тука на овој ден. Манастирот гледате дека е веќе во финална фаза за обнова. Остануваат уште некои детали да се средат и да добиеме благослов од нашиот митрополит кој секогаш не удостојува на празниците го посетува манастирот, да добиеме благослов за да го осветиме ова свето место. Преку целата година има активности, останува уште мал дел, како што спомнав, да се направи една настрешница каде што верниците у зимскиот период ќе се заклонат и останува фреско живописот кој што нормално треба и малку време да се направи. Морам да споменам дека кога беше поплавата во минатата година, многу ја отежна работата, бидејќи патот беше поплавен и не можеше да се стигне до манастирот никако со возило, сем пеш. Паричките во кумските колачи ги одредија кумовите за прославата на празникот Ѓурѓиц за следната година. Верниците со голема радост побрзаа да земат парче од колачот, а уште поголема радост имаше кај оние на кои им се падна паричето. По повод денешниот празник за верниците во новата трпезарија беше приредена и братско-сестринска трпеза на љубовта од страна на годинешните кумови. На денешен ден се празнува преносот на моштите на Свети Георги од Никомидија во градот Лида Палестинска, каде што пострада во времето на царот Диоклецијан. Пред смртта Свети Георги го замолил својот слуга да го земе неговото мртво тело и да го пренесе во Палестина, од каде што беше родум и мајка му и каде што имаше голем имот, кој им го раздаде на сиромасите. Слугата така и направи. Во времето на царот Константин во Лида, побожните христијани му изградија на Свети Георги прекрасен храм
и при осветувањето на храмот. Во него ги пренесоа моштите на светителот и тамо го закопаа. Од чудотворните мошти на свети великомаченик Георги се случија големи чуда. И мојот глас се брои е слоганот на денешната кампања на Сдруженијето Мобилност. Целта на кампањата во пресрет на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, е да се укаже на големите проблеми и пречки со кои инвалидизираните лица се соочуваат при нивното движење низ урбаните средини. За време на денешната кампања и мојот глас се брои членовите на Мобилност сликовито посочија со кои проблеми се соочуваат додека се движат низ Тетово. За да пристигнат до седиштето на нивното здружение, тие мораа да се движат по улица ризикувајќи ги своите животи. Тротоарите беа узурпирани од автомобили и трактори на кои се продава зеленчук. Тротоари да се направи тие подјазди. Да може да се качи, а не да го гура, нема да се качи. Немаме место за паркирање. Инвалидски коли. За имаме наши коли инвалидски. Членовите на Мобилност велат дека ретко која институција има направено рампи за инвалидизираните лица. Во последно време се соочуваме со проблеми со паркирањето во градот, а на патарините започна да не наплаќаат билети. Ја кога идев на патарина преку Гостивар, не го прима тие картицата. Само у Скопје. И паркингите овде се плаќа, мене ми го земе пари. Стана кога идем, ова е приватно, тоа е приватно, ова е приватно. Тоа е. Зашто у Скопје не плаќам? Кога идем тамо не плаќам. Идем во болница не плаќам. Идеш овде плаќаш. Председателот на Сдруженијето Мобилност Велибор Јакимовски уште еднаш ги потсети институциите да преземат титни чекори за подобрување на инфраструктурата во градот, со што ќе се олесни движењето на инвалидизираните лица. 3 декември доаѓа светски ден на лицата со телесна инвалидност и на лицата со инвалидитет на светско ниво. Во пресрет на 3 декември денеска се собравме пред нашето дружение, нашето членство, нашата популација, нашите пријатели, нашите поддржувачи да го кажеме и да го покажеме нашиот глас. Пошто ние сме една од ранливите групи. Така се водиме во Република Македонија. Сакаме да не чуете, сакаме да не видите и банериве што се покрај нас со сите тие неколку реченици кажуваат се. Павак гласно и јасно стои со големи букви. Пред се и нашо глас се брои. Не сакаме да бидеме забраени. Ние сме граѓани на Република Македонија, со тоа што пред све сме невладена организација, здружени на граѓани и постоиме и сакаме да не видат дека се уште не има. И тоа за жал не има во голем број, кај што се опатени 7 категории на инвалидни лица. Од мултиплекс склероза, дистрофија, параплегија, квадриплегија, ампутација, детска парализа, церебрална парализа. И за жал мораме да напоменеме, ова во име мое, пошто самиот сум инвалидно лице, во име на мојата популација, сите рамноправни граѓани на овој свет, и за жал имаме една парола тука, една девиза, секој член, секој човек е потенцијален инвалид, за жал, и ако веќе сакате да ни помогнете, немојте да правите ништо за нас без нас. Сдруженијето Мобилност брои 700 членови. Општина Гостивар со посебно решение ги определи локациите каде ќе биде дозволено да се поставува изборен материјал во кампањата за парламентарните избори. Според одлуката, зоната на градскиот плоштад ќе биде забранета за партиски плакати. Општина Гостивар ги одреди јавните места каде што политичките партии смеат да постават плакати и друг материјал во предизборната трка. Според решението, потесното централно градско подрачје, односно Гостиварскиот плоштад, е забранета зона за изборно рекламирање. Ова значи дека истакнување плакати не е дозволено во делот од спојот на улиците Борче Јовановски со Иво Лола Рибар, Тоде Богдановски со Младен Груевски, спојот на оваа улица со Илинденска и спојот на улицата ЈНА со булеварот Браќа Гиновски.
Поставувањето изборни плакати е забрането на објектите во кои се сместени јавните институции, како и на трафостаниците. Другите локации низ градот политичките партии може да ги користат за својот материјал во кампањата. Изборни плакати без надомест може да се постават на столбовите од јавното осветлување, и тоа 40% од вкупниот број на локации се достапни за партиите на власта, исто толков процент за партиите во опозицијата во собранието, а останатите се достапни на партиите кои немаат пратенички групи. Согласно законските одредби, уништувањето или лепење плаката врз плаката е забрането и казниво дело. Да се почитува законот за јавна чистота кога ќе се истакнува пропаганден материјал во престојната изборна кампања, апелираат од СВР Тетова. Подсетуваат на законските санкции кои ќе ги сносат поединци во случај на нарушување на јавниот ред и мир на разни собири. Секторот за внатрешни работи Тетово ги подсетува и поттикнува учесниците во престојната изборна кампања на фер и демократско однесување и на доследно и безрезервно почитување на законската регулатива. До учесниците во кампањата посебно се апелира да внимаваат, односно да водат сметка кога, каде и како го истакнуваат нивниот пропаганден материјал, плакати, фотографии, транспаренти и слично, и тоа да го чинат исклучиво на наменски определените места од локалните самоуправи. Во спротивно ќе се соочат со соодветни пријави и санкции предвидени во изборниот и законот за јавна чистота. Со пријави и законски последици ќе се соочат и сите оние кои на најразлични начини ќе учествуваат во штетување на партиските изборни реквизити, штабови и слично, како и оние кои пред или по собирите ќе го нарушат јавниот ред и мир. Покрај ова се укажува и на целосна имплементација на законските прописи, норми и стандарди кога станува збор за организирање на јавните собири, митинзи, промоции и други форми на предизборно представување. 43-годишна жена завршила во болница поради повреди здобиени посредувајќи во физичка пресметка меѓу маж и жена. Сопружници од Челопек извршиле семејно насилство врз родителите на сопругот. Следуваат случувањата од денешниот полициски билтен. Сакајќи да помогне, го излекла по дебелиот крај. 43-годишна жена од тетовското село Пирок денеска околу 2 часот и 30 минути пријавила физички напад што претходно врз неа го извршиле две непознати лица на вториот кат од објект во кој како гостин престојувала, лоциран на улицата Илинденска во Тетово, соопшти СВР Тетово. Двете лица, машко и женско, меѓу себе се расправале и физички се пресметувале, а кога таа се вмешала да ги раздели, најпрво женското лице со стаклено шише ја удрило по главата, пошто машкото со тупаница ја удирало по лицето, откако повеќе пати пред тоа ја навредувало и се заканувало. Од ударите жената здобила видливи повреди и набрзо се обратила за лекарска помош во Тетовската клиничка болница. Се преземаат мерки и активности за расветлување на пријавеното и за идентификување и пронаоѓање на напаѓачите. Министерството за внатрешни работи информираше и за семејно насилство. Вчера околу 12 часот во тетовското село Челопек во семејниот дом маж со својата сопруга извршиле семејно насилство над неговите родители на начин што физички ги нападнале. На истите им било укажана лекарска помош во клиничката болница Тетово. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Вчера во 14 часот и 45 минути во полициската станица Тетово 37 годишен тетовец пријавил дека истиот ден околу 13 часот му била загрозена сигурноста од лице од Тетово, соопшти Министерството за внатрешни работи, додека пријавителот седел заедно со внук му во угостителски објект во близина на Тетовскиот универзитет, дошол негов роднина и го повикал да излезе надвор од објектот, бидејќи таму го чекало пријавеното лице. Пријавителот излегол од објектот и во патничко моторно возило Volkswagen Golf со тетовски регистарски ознаки го забележала лицето, кое со него започнало вербална расправија, пошто извадило пиштол, го репетирало и го вперило кон него. Жената во автомобилот се вознемирила и почнала да вика, а пријавеното лице го стартувало возилото и заминало. За настанот е известен јавен обвинител. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето и за целосно расчистување на случајот.
Полицискиот билтен бележи кражба на Накит Сваровски. Како што соопшти СВР Тетово вчера вечер околу 20 часот и 45 минути, засега непознат сторител извршил тешка кражба во куќа во гостиварското село Дебреше, што ја пријавил 18 годишен син. Сторителот насилно го отворил прозорецот од дневната соба во приземјето, целосно ги пребарал сите простории и од детската соба одзел парче Накит Сваровски, а потоа скокнал од прозорецот во дворот на куќата, но бил забележан од пријавителот кој во тоа време се враќал дома. Со одземениот накит крадецот избегал, стекнувајќи се со вкупна имотна корист која се проценува на 36.000 денари. Секторот за внатрешни работи Тетово веќе располага со првични сознанија околу можниот сторител на оваа кражба и ќе следи негово лишување од слобода. Од полицискиот билтен и информацијата за фатен илегалец. Вчера околу 10 часот и 40 минути во полициската станица Гостивар приведен е 43 годишен албански државјанин од Дибар, кој непријавено предстојувал на подрачјето, не поседувал документи за лична идентификација и кој веќе имал забрана за влез во Република Македонија. Покусото за задржување предаден е на одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија, а попладнето депортирани во неговата матична земја преку граничниот премин Блато. Земјотрес со интензитет од 3 до 4 степени според Европската макросеизмичка скала е почувствуван денеска во 10 часот и 15 минути во југоисточните делови на Република Македонија, соопшти Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Епицентарот на земјотресот бил во соседна Грција со магнитуда од 4,1 степени според Рихтеровата скала. Во катната гаража Солунски конгрес вчера околу 17 часот и 30 минути починал мајстор за лифтови, откако се лизнал и паднал од голема висина. МВР информира дека мајсторот бил повикан да го одглави лифтот кој се заглавил на 8-миот кат од гаражата, која се наоѓа покрај реката Вардар веднаш до дирекцијата на Македонски пошти. Додека работел 57 годишниот од Рачево се лизнал и паднал од 8-ми кат на бетонски под, тој веднаш бил пренесен на Карил во безсознание и покрај напорите на лекарите мајсторот ноќеска во 1 часот и 15 минути им подлегнал на повредите. По наредба најавен обвинител, телото на починатиот е предадено на обдукција. Изборната кампања за предвремените избори за пратеници во Собранието на Македонија закажани за 11 декември ќе започне на 21 ноември, соопшти Државната изборна комисија. Оттаму подсетуваат дека од денот на распишување на изборите се до почетокот на изборната кампања, радиодифузерите и печатените медиуми не смеат да емитуваат, односно да објавуваат платено политичко рекламирање. За прекршителите на овие одредби Државната изборна комисија ќе иницира поведување со одветни постапки согласно своите надлежности. Висината за глобите за ваквите прекршоци се определени во член 181 и 182 во изборниот законник. Ева на Македонија АД ги известува граѓаните дека во текот на утрешниот ден, поради технички зафати во електросистемот, без електрична енергија ќе бидат неколку населени места. Во периодот од 8:30 до 16 часот селата Урвич и Ејеловјане, од 8:45 часот до 17 часот делот село Групчин, од 10 часот до 17 часот без електрична енергија утре ќе останат селата Ѓермо и Порој и од 8:15 часот до 13 часот булеварот Браќа Ѓиновски во Гостивар. Членовите на карате клубот Шарпланинец од Тетово се вратија од меѓународниот турнир ИПОН 016 куп во Лесковац со 22 освоени медали. Со 22 освоени медали се вратија каратистите од карате клубот Шарпланинец од меѓународниот карате турнир ИПОН 016 куп, одржан неодамна во Лесковац. Освоените златни, сребрени и бронзени медали се голем успех на младите каратисти, горди се тренерите на клубот. Значи, последниот успех е освојување на медали на меѓународниот турнир во Лесковац во соседна Република Србија и освоивме вкупно 22 медали. 2 златни медали, 3 сребрени и останатите, значи 15 или 16 бронзи. Скоро сите деца се закитија со по една медаља. Тоа е огромен успех, значи пред се како мене како тренер и како Ивица Милевски, значи вториот тренер. Значи скоро сите деца се закитија со една медаља, што е представува огромен успех за нашиот клуб, кој што е релативно нов и релативно имаме млади
и пред се талентирани борци кои што сиот потенцијал го покажаа токму на овој меѓународен турнир. Турнирот во Лесковац е завршен турнир од меѓународен карактер за каратистите од клубот Шарпланинец. Следната година ги очекуваат нови спортски предизвици. Преку 700 надпреварувачи имаше овој меѓународен турнир. Представува еден од меѓу подобрите на овие простори, да речам. Имаше многу клубови од Македонија, имаше од Бугарија, нормално од Србија, Црна Гора, Босна, тие така беа од околу 5-6 земји од регионов и затоа успехот е уште поголем, затоа што нели представува како едно мини балканско првенство кое што ете успеавме да им ги собереме медалите. Кои се вашите следни активности? Сега за сега значи завршува годината, ова ни беше еден како завршен турен на меѓународно ниво. Сега останува да се спремат оние борци кои што ни се репрезентативци. Има такивно учество, сега има балканско првенство веднаш после новата година, така да тие се тие активности кои што моментално до нова година ги имаме. Од наредната година имаме план, програма да видиме на кои меѓународни турнири ќе настапиме и така. Постигнатите успеси, освоените медали и дружењето се мотив младите каратисти од ден на ден се повеќе да ја усовршуваат оваа древна спортска вештина. Моето име е Мате Митревски и јас на такмичењето во Лесковац, Србија, освоив сребро во ката, се такмичев и борба, осварив и победи, се надевам дека се уште ќе имам уште такмичења, ќе освоим уште медали. Имам 12 години, се занимавам 5 години со каратето, еден од моите најомилени спорта и секогаш ќе биде. Здраво, моето име е Давид Мисаиловски. Во мојот такмичењето во Лесковац мене многу ми асоцираше забава и многу ми беше интересно. Сакам да ми се повтори истото. Мене тука ми е одлично во клубот. Јас сум Светислав Јоргушевски и во надпреварот во Лесковац, Србија, се освоив трето место во борба и овде многу ми се допаѓа. Јас сум Михаела Сапондиевска, освоив сребрен медал. Јас се викам Александра Антовска и освоив исто така сребрен медал. Јас сум Петар Радичевски. На интернационалниот надпревар по карате во Лесковац освоив трето место во кати. Се занимавам со карате околу 4 години и сум зелен појас. Што ти се допаѓа на каратето? Па, да кажем се. Интересно е. Јас сум Тамара Добревска и освоив бронзен медал. Јас се викам Божидар Светозаревиќ и јас тренирам карате 4 години. Јас добив трето место по кати и сум многу среќен, се надевам дека ќе добиам повеќе медали, дека ќе дојдам прво место. Јас сум Ива Крстевска и ја освоив трето место и освоив бронз и бронз. Се допаѓа на карате? Да. Јас се викам Филип Белчевски, тренирам околу више 3 години. За турнирот во Лесковац ми беше многу убаво, би сакал тоа да ми се повтори и да освоим што многу медали. Се надевам дека некога ќе освоим прво и второ место. Јас се викам Теодор Трпковски, клубот се вика Шарпланинец. Имам 7 години, најмногу ми се допадна во такмичењето кога освоив 5-то место и кога освоив бронзен медал. Карате клубот Шарпланинец функционира веќе 5 години, а во него членуваат околу 40 на деца. Дел од меѓународниот турнир ИПОН 016 куп во Лесковац беа и каратистите од карате клубот Љуботен.
3 златни, 4 сребрени и 5 бронзени медали е најновиот резултат на карате клубот Љуботен од Тетово. Викендов 11 членови на клубот учествуваа на карате турнир во Лесковац, Србија, во надпревари во ката и поединечно. Јас се викам Мила Глигоровска, имам 7 години, учам во основното училиште Братство Миџени, второ пето одделение. Ние бевме на турнирот во Лесковац, јас и во ката тим и во ката поединечно освоив бронзена медала. Ние се забавувавме и се дружевме. Јас тренирам 5 години. Јас се викам Елена Марковска, имам 5 години и Што освои Еленче во Лесковац? златна освоив, групна поединечно освоив сребрена. И убаво ви беше тамо, се забавувавте, трениравте, се надпреварувавте? Да. Би сакала повторно да одиш? Да. Супер. Како се викаш? Милан. Милан, колку години имаш? 7. А што освои ти на овој надпревар? 2 медали. Какви? Бронзена и златна. Јас сум Лука Бојовски, имам 12 години, меѓународниот турнир што се одржуваше во Лесковац во Србија, освоив сребрена медала. Чест ми е горно што се надправив со репрезентативци на Бугарија. 4 победив, но во финалето загубив. Јас со карате се занимавам 5 години. И јас се викам Ахмед Шакири, имам 8,5 години. Јас учам во училиштето Гоце Делчев. Ја вежбам карате 3 години. Бевме у карате турнир Лесковац и добив 2 медали. Добив во ката тим добив златна медала, а во поединачно добив бронзена. Тренерот Јованче Јовановски Шуко е задоволен од постигнатото на ова надпреварување. Карате клубот Љуботен настапи со 11 надпреварувачи и освои 11 медали. Ја им честитам на сите деца. Прво, тој турнир меѓународен од Бугарија, Србија и Македонија со 800 надпреварувачи од 75 клуба. Значи, карате клубот Љуботен можем да ги пофалим прво од најмалите, Елена Марковска, а Ана Гоговска, исто така, 3 победи во спортска борба. Тие се полетарци, демек, млади пионери, со вежбање од 5-6 месеца, ги стави во тој огин, али се снајдува успех. Додека Лука Бојовски, Ѓорѓи Богоевски, Љубиша Груиќ прикажа на едно високо ниво, зашто они се бореа со репрезентативци на Србија и Бугарија. Тренерот Јовановски го најавува завршувањето на оваа надпреварувачка сезона на турнир во Будимпешта наредниот месец. Со посета на музеот на Акропол и со говор во културниот центар Ставрос Ниархос продолжува посетата на американскиот претседател Барак Обама на Атина. Обама е во историска посета на Акропол, одржа говор за неговата визија за еднината на демократијата во време кога популизмот и национализмот се во пораст на глобално ниво. Во Грција постои задоволство од пораките на Обама за поддршка за олеснување на грчкиот долг, со надеж дека овие пораки ќе бидат слушнати и прифатени од европските и од меѓународните кредитори. Најмалку 4 лица загинаа, 11 се повредени во самоубиствен напад со мотоцикл во афганистанскиот главен град Кабул. Нападот бил извршен кога мотоциклот удрил во автомобил со кој се превезувале воени лица. Представник на Афганистанското министерство за внатрешни работи го потврди нападот, но нагласи дека засега не може да соопшти точни податоци за бројот на загинатите и повредените. Актуелниот министер за надворешни работи на Германија денеска во Анкара изјави дека Турција треба да одлучи дали ќе продолжи со напредокот во обидот да се придружи на Европската унија. Според Франк Валтер Штајнмајер, кој од идната година ќе биде председател на Германија, Берлин се уште е сериозно загрижен за настаните во Турција по неуспешниот обид за државен удар во кој се уапсени 35.000 луѓе, меѓу кои пратеници. Италијанскиот премиер Матео Ренци се закани дека Рим би можел да стави вето на новиот буџет на Европската унија, затоа што нејзините европски партнери ја оставиле Италија сама да се справува со напливот на мигранти. Прашан дали тоа значи дека Италија е подготвена да стави вето на буџетот на ЕУ, Ренци кусо одговори да апсолутно.
Сирискиот председател Башар ал-Асад во интервју за португалската телевизија изјави дека новоизбраниот американски председател Доналд Трамп би бил природен сојузник на Сирија доколку се бори против тероризмот. Трамп пак во интервју објавено за Wall Street Journal истакна дека е потребна порешителна борба против групата Исламска држава. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Утринската температура се движеше од -8 до 2 степени, а дневната од 5 до 12 степени. Времето утре според метеоролозите ќе биде слично на денешното, сончево со умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од -5 до 0 степени, а дневната од 7 до 15 степени. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС го подготви за ова издание на регионалните вести. Пријатно!